Здруженијата Град на пчелите и Полошки мед оваа година по трет пат го организираат меѓународниот надпревар за квалитет на медот. Денеска на Факултетот за прехранбена технологија и исхрана на Универзитетот во Тетово започна органолептичката анализа на пристигнатите примероци мед. Стручното жири треба да го избере најдобриот од вкупно 350 мостри од 22 држави. Денеска е меѓународна комисија што во однос на по принцип на органолептички принцип, значи преку вкус, арома, изглед, тие оценуваат секоја монстра и тие остават оценки. Од тука после ќе одат во факултетот за храна, во лабораторија на факултетот и неколку дена, неколку недели ќе одат таму, ќе се анализира лабораторски и микробиолошки секој монстра. Па се очекуваме околу почетокот во средина на ноември да се дават резултатите и да има исто така се надеваме тука и некоја такава свечено доделување на наградите, кој од пчеларите бил награден и кој е прогласен за најквалитетен мед во, може да кажеме слободно, низ целиот свет. Полошкиот мед е надалеку познат по својот квалитет, но пчеларите се соочуваат со нелојална конкуренција. На пазарот се почесто се продава мед кој не е природен, па поради тоа бараат поголема контрола од инспекцијските служби, за да се открие фалсификуваниот мед кој најчесто го има во маркетите. Тетовските пчеларски здруженија со иницијатива шарскиот мед да се брендира. Со некоја поддршка институционално да го регистрираме као бренд шарскиот мед, и со разни програми за развој на руралните средини може да излегуваме и во светскиот пазар. Ние како здружение работиме на тој проект, имаме неколку пилот проекти со кои се работиме и се надеваме дека во иднина и тоа ќе се случи. Покрај климатските промени во последниот период пчеларите се соочуваат со уште една проблематика – пестицидите кои се користат во земјоделството како причина за угинување на пчелите. Од страна на да речеме колегите земјоделци кои што користат тие недозволени средства инсектициди, имаме доста загуби. Институциите треба да реагираат, но пополека, значи сите затајуваме помалку, ние реагираме колку што можеме, значи сепак мора да здружено и сите земјоделци имаат придонес од пчелите. Значи опрашувањето го вршат пчелите. Инаку оваа година пчеларите ја оценуваат како подобра од претходната во однос на приносите од мед.